Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. На јавна дебата што се одржа во Кочани со земјоделците од источниот регион се дискутираше за законските измени што се однесуваат на основањето и функционирањето на земјоделските задруги. На средбата беше речено дека се очекува новата законска рамка да овозможи развој и поддршка на задругарството во земјата. Тони Ајтовски со деталите. Во Кочани се одржа првата од серијата јавни дебати во рамки на проектот Поддршка за развој на земјоделските задруги, што со поддршка од Европската Унија го спроведува меѓународната хуманитарна организација CARE Германија Луксембург. На работната средба учествуваа земјоделци и членови на земјоделски здруженија од источниот регион на државата. При тоа се разговараше за предложените промени во законите што се однесуваат на земјоделските задруги, а кои се поврзани со формирањето и функционирањето на истите. Имаме во предвид земено да направиме промени во законската рамка. Следеа циклус на претходни активности како длабински анализи, компаративни анализи, понатаму работна група од високо ниво каде што се сите засегнати страни вклучени и сега последна компонента од овој резултат ни се овие јавни дебати за да на еден партиципативен начин ги прашаме директно корисниците наши, односно земјоделците, кои промени тие сакаат да ги видат во законското решение со цел да имаме една сеопфатна законска рамка. Проектот има за цел оваа промена во легислативата да биде сеопфатна, меѓутоа пред се да биде овозможувачка, да ги поттикнува земјоделците, значи нашата цел е да направиме една општа рамка која што ќе им остави на земјоделците доволна слобода да тие понатаму сами одлучуваат преку своите статути како ќе се организираат и како ќе делуваат. Со предложените измени се укинува законот за земјоделски задруги, односно се прави поширока законска рамка што треба да го уредува задругарството воопшто. Правиме промени во законот за земјоделски задруги, односно вршиме укинување на истиот, тоа е предлогот, и сите тие важни членови од овој закон се прераспределуваат во законот за задруги и во законот за земјоделство и рурален развој. Се планира во наредниот период да се одржат уште неколку јавни дебати со земјоделците од другите региони во државата, а финалните предлог закони да бидат доставени до Македонското собрание до крајот на јули годинава, пошто ќе се лобира тие да поминат што побрзо во сите процедури. Проектот за поддршка на развојот на земјоделските задруги е финансиран од Европската Унија, а е спроведуван од CARE Германија Луксембург и Македонската развојна фондација за предпријатија во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Овоштарите и лозарите повеќе ги осигуруваат посевите од штети од невреме и град отколку земјоделците. Тие велат дека откако се укина градобијната заштита, поставувањето на заштитни мрежи е прескапа инвестиција за нив. Временските неприлики условени од климатските промени се повеќе се закануваат на земјоделското производство на отворено. Ова сериозно го сватија земјоделците кои изминатите години претрпеа штети и почнаа да ги осигуруваат посевите. Оваа состојба е поевидентна кај лозарите и овоштарите. Земјоделците со житни култури поретко ги осигуруваат посевите. Значи посевите со житни култури не ги многу осигуруваме, а да речеме градинарски култури, лојзињата, тие култури ги осигуруваме. Па имат сите на тај дел што имат лојзиња, овоштарници сите ги осигуруваат. Знаејќи ланската година дека беше многу катастрофална, ама не сме почнали на пример да ги пријавуваме и житните култури. Земјоделците мора што поскоро да се адаптираат на климатските промени. Ако не го осигурат производството, треба да применат мерки за заштита. Земјоделците помалку ги користат, велат прескапо е да инвестираат во мрежи и ако се информирани дека им стојат на располагање средства од програмата за поддршка на земјоделството и ИПАРД. Тоа е скапа инвестиција. Сега со ово, рулерен развој може да има у програма, така што има систем капка за да може, например, поулеснително луѓето да си ги покриват површините. Тоа зборам за мали овоштарници, лојзиња. Тоа да. За, например, житна култура не можеме ние со мрежа да ја житарицата да ја обвиеме. И се у тие што имат мали површини, тие што имат поголеми површини, мислам дека
не може тоа сами да го инвестират. Државата го субвенционира земјоделското осигурување со покривање на 60% од трошоците за осигурување. Анализите на Агенцијата на супервизија на осигурувањето покажуваат дека само 4% од вкупно регистрираните или околу 90.000 земјоделци во државата имаат земјоделско осигурување и дека се уште е ниско нивото на развој на земјоделското осигурување. Само 28% од премиите на осигурување припаѓаат на физички лица, 72% на правни лица. Според податоците на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, 86% од издадените полици за осигурување се за посеви и плодови, останатите 14% за добиток. Годишно според пресметките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за штети во земјоделството се исплаќаат околу 5 милиони евра. Со 6 возила и 17 пожарникари располага територијалната противпожарна единица на Кочани. Со оглед на бројката на интервенции и нејзино постојано зголемување на оваа единица што покрива 3 општини, потребни се и уште двојно повеќе вработувања на пожарникари, велат одговорните. На 20 мај со мини свеченост единицата ќе го прослави Денот на пожарникарите. Пожарникарите на територијалната противпожарна единица на Кочани со представување на опремата и возилата со која располага единицата, со прогласување на најдобриот пожарникар и со мини свеченост ќе го одбележат 20 мај, Денот на пожарникарите. Традиционално, како и секоја година, и оваа година на 20 мај го одбележуваме Денот на пожарникарството со една скромна свеченост на која ќе бидат поканени гости, бивши колеги пожарникари, представници на институции, исто така ќе има представници на приватен сектор. Врв на свеченоста ќе биде прогласување на најдобар пожарникар и на крајот ќе има скромен коктел со што ќе биде завршена свеченоста. На оваа свеченост инаку ќе биде представена и дел од опремата, возилата и начинот на кој работиме. Територијалната противпожарна единица на Кочани располага со 6 возила и со 17 пожарникари. Бројката на пожарникари во некој случај не е доволна за да се интервенира и да се покријат сите интервенции на терен, кои во последните години се повеќе ги има. Командирот Паунов вели дека се потребни уште најмалку двојно повеќе од сегашната бројка пожарникари, а тоа значи дека сериозно треба да се работи на зголемување на бројката на пожарникари во единицата во Кочани, која ги покрива трите општини – Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Во моменту имаме доволно опрема, но секој е добродојдена и нова опрема. Располагаме со 17 пожарникари моментално, но потребна е уште толку бројката за да ги задоволиме сите три територии. Инаку за првите 4 месеци од годината, територијалната противпожарна единица на Кочани интервенирала во 176 интервенции на гаснење пожар од различен карактер. Кривична пријава против тројца кочанци поднесе на дворешната канцеларија за криминалистички работи Кочани поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело разбойништво. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Кочани поднесе кривична пријава против РД 21 година, БР 23 години и ША 20 години, сите од Кочани, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело разбойништво. На 11 мај 2019 година, околу 6 часот, во градскиот трговски центар во Кочани, пријавените со употреба на физичка сила од оштетениот ЗЛ 48 години од село Спанчево Кочанско одзеле пари, клучеви од патничко возило и лични документи. Истиот ден нападнатиот околу 9 часот и 30 минути во полициската станица во Кочани пријавил дека околу 6 часот во тунелот во трговскиот центар во Кочани му било извршено разбойништво од страна на непознато лице. Според пријавителот, напаѓачот го фатил за врат, пошто тој изгубил свест и паднал на земја. Кога пријавителот се освестил, забележал дека од џебовите му биле одземени околу 30.000 динари, клучеви од возило и картички од неколку банки на негово име.
Женската фудбалска екипа од основното училиште Никола Карев стана државен шампион на финалниот турнир за училишен спорт, што се одржа во Куманово. Тоа е досега најголем спортски успех што го постигнала некоја екипа од ово училиште и представува одличен поттик да се продолжи со исто темпо во работата и развојот на училишниот спорт и во други дисциплини. Одличен успех постигнаа ученичките од основното училиште Никола Карев од Кочани, кои се дел од фудбалската екипа која учествуваше на надпреварите од училишната лига на државно ниво. Од завршниот турнир што се одржа во Куманово, тие се вратија со шампионска титула и освоен победнички пехар. Јас сум Лавријанова, ученичка од девето одделение во Никола Карев. Исто така сум и капитен на училишната екипа. Ние ова година дојдовме до голем успех, што играхме во Куманово државно првенство. Играхме полуфинале со Куманово. Финалите го изигравме со 2:1. Финалите го изигравме со Кавадарци и го изигравме со 4:3. Јас сум многу задоволна што сум капитен на ваква прекрасна екипа и задоволна сум што стигнавме до овде. Исто така тренирам и во ЖФК Кочани и играм за репрезентација 17-ка. Покрај победничкиот пехар, нашата екипа се врати и со признание за најдобар поединец. Јас сум Андреја Донева, играм за училишната екипа во Никола Карев. Оваа година постигнавме големи резултати на државно и земавме прво место. Оваа година во сите надпревари дадов многу голови и на крајот ме прогласија за најдобар играч. И јас тренирам исто така тренирам во ЖФК Кочани и играм шпиц. Професорите по физичка култура од основното училиште Никола Карев се задоволни од успехот на своите ученички, кој бил постигнат со заеднички ангажман и залагање на тренинзите и подготовките. При тоа биле поминати сите нивоа во надпреварувањето во правенството за училишен спорт. Претходно имавме низа на надпревари, односно групи елиминации, се играше општински надпревар во организација на Федерација за училишен спорт, каде што бевме први, потоа игравме зонски надпревар, па игравме регионален надпревар и стигнавме до државното првенство кое се одржа во Куманово. Игравме финале со екипата на Страшо Пинџур од Кавадарци. Бевме подобри, од нив на пенали водевме 2:0 полувреме. Второ полувреме изравнија 2:2. Не мог да ги стигне, но среќата беше на наша страна и победивме во финалето на пенали. Резултатите кои што се постигнаа во Куманово на државното првенство се една новина за нашето училиште, бидејќи мислам дека прв пат една екипа од Никола Карев Кочани постигнува вакви резултати и можам да кажам дека тоа е благодарение пред се на девојчињата кои што изигра навистина храбро и со срце ја посакува победата, исто така и наставниците кои што дадоа допринос како на часовите по физичко и здравствено образование, така и низ додатната и дополнителната настава во училиштето. Се надеваме дека овие резултати кои што се постигнаа оваа година ќе представуваат мотив и поттик за уште подобра и поуспешна работа за воиднина и дека нема тука да заставаме, дека училиштето ќе постигнува резултати и во блиска иднина. Успехот на женската фудбалска екипа од основното училиште Никола Карев е уште поголем, ако се каже дека годинава во државното првенство за училишен спорт се вклучија 500 основни училишта од целата држава, а токму нашите девојчиња го освоија првото место. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кучани испрати писмена реакција за изјавата на директорот на водостопанската подружница Брегалница во врска со обвинувањата дека каналите за наводнување не се исчистени и дека доцни се идбата на оризот. Директорот на водостопанство од Кучани јавно призна дека води евиденција за политичка припадност на водокорисниците. Бараме од директорот на подружницата на АД Водостопанство, Дејан Митров, да ја води подружницата професионално и да не се впушта во политичка расправија и да им се извини на оризопроизводителите за доцнењето на сеидбата, без разлика дали се членови на една, на друга или пак на ниту една политичка партија. Сите заслужуваат ист третман.
Да се споменува ВМРО ДПМНЕ за да ја заштити својата фотеља, за која корисниците побараа метла, и да се демантира вест од национални медиуми е неодговорно и дрско. Ова е најдолно политиканство од директорот кој сака да не убеди дека сите лажат, а тој е многу вреден. Но со ова докажа дека станува збор за партиски кадар, кој без никаков основ прибира информации за водокорисниците. Ова е невиден скандал и дрско однесување, кој е неприлега на носител на ваква функција, а за тоа како се води подружницата, ќе оставиме корисниците сами да кажат. Се вели во писмената реакција од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Кочани. Од 15 до 17 мај во библиотеката Искра и во Центарот за култура Бели Мугри ќе се одржат промоции на книги, изложби и настан како дел од кампањата Заедно против трговијата со луѓе, на кои организаторите ги повикуваат сите љубители на пишаниот збор и уметноста да присуствуваат на истите. Среда 15 мај со почеток во 13 часот во изложбениот салон во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде промовиран романот на годината Некој бил тука од Николина Андова Шопова. Делото ќе го промовира Фросина Пармаковска, минатогодишна лауреатка на наградата, а извадоци од романот Некој бил тука ќе читаат ученици од Средното општинско училиште Гошо Викентиев и Мери Каровска од фондацијата Славко Јаневски. Во официјалниот дел ќе бидат представени и изданијата Село зад седумте јасени стебла на Славко Јаневски и првиот број на списанието Архив Јаневски. Настанот го организира Општина Кочани во соработка со фондацијата Славко Јаневски, Центарот за култура Бели Мугри и Средното училиште Гошо Викентиев. В четврток на 16 мај пак во Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани ќе биде отворена првата самостојна ликовна изложба на Нада Дзмбова Донева, насловена Урбани пејзажи, со почеток во 20 часот. Нада Донева на изложбата ќе се представи со 20 на дела работени во техниката акрил на платно. На 17 мај во 18 часот во библиотеката Искра во Кочани ќе биде промовирана истихозбирката Сакам љубов да дишам на Марина Гоцевска, промотор и рецензент Еленче Стоименова. Како дел од кампањата Заедно против трговијата со луѓе за подигнување на свеста кај младите од општината беше организиран ликовен и литературен конкурс на таа тема на кој младите твореа. Нивната креативност ќе биде наградена на настанот што ќе се одржи в петок 17 мај во 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри, која ќе присуствуваат и представници од организаторот на кампањата Сдруженијето за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена порта. На конкурсот учествуваа 4 основни училишта од Кочани, како и основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци и двете средни кочански училишта. Следува информацијата од спортот. Пинг-понгарите на Кочани остана без пласман во Суперлигата откако беа поразени во бараш на преварот за влез во повисок ранг. Во решавачкиот дуел со екипата на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, тие претрпеа убедлив пораз од 4:0. Во бараш над преварот за влез во првата супер пинг-понгарска лига, екипата на Кочани на домашен терен беше поразена од конкурентската екипа на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Со тоа, нашите пинг-понгари не ги остварија надежите дека од догодина ќе се најдат во супер прволигашко друштво. Штипјани се представија како доволно цврст противник, кој на крајот славеше победа со убедливи 4:0. Со тоа, тие го сочуваа статусот во највисоката пинг-понгарска лига во државата. Домакините во ниту еден момент немаа шанса да направат пресврат и изненадување, па сите дуели ги загубија и на крајот мораа да им честитаат на конкурентите за одличната и фуриозна игра, со која сосема заслужено стигнаа до победата. И покрај неуспехот, нашите пинг-понгари нема потреба да жалат за испуштената шанса, со оглед што за краток период го вратија пинг-понгот во Кочани на некогашните позиции и остварија резултати за почит. Факт е дека оваа сезона ја завршуваат со одлични постигнувања, што им ја остава полотворена вратата на надежта дека она што не го реализираа оваа сезона, тоа можат да го сторат во наредниот период.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.